Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Акционерското друштво Водостопанство на Македонија планира да изгради водозафати на реките од хидросистемот Брегалница. Веќе е објавен јавен тендер со кој се бара фирма што ќе изработи основната техничка документација за проектите, а потоа би започнала и практичната работа на терен. За подобрување на земеделските потенцијали, а со цел да се обезбедат потребните количини вода за наводнување на површините во регионот, се планира да се изградат 9 водозафати на реките што се на подрачјето на хидросистемот Брегалница. Акционерското друштво Водостопанство на Македонија распиша тендер за изработка на основен проект за инфраструктура и проект со вклучена ревизија, за што ќе вложи околу 1.800.000 денари. Со парите треба да се добие технички елаборат за геотехнички истражни работи на секоја предвидена локација, како и да се избере точната микролокација каде ќе бидат изградени објектите. Од водостопанската подружница Брегалница Кочани очекуваат позитивни ефекти од практичната реализација на целиот проект. Овие водозахватни градби се за зафаќање на проточната вода и се на 4 реки кои што се на територија на подружница Брегалница, тоа е Злетовска река, Кочанска река, Оризарска река и река Брегалница. Со овие захвати, иако се некои од така примитивни захвати, меѓутоа се доста понапредни отколку овие што ги зафаќаме така наречени бентови, земени бентови. Ова представува еден бетонски праг кој што ќе биде на располагање со даски за фаќање на вода и кај што ќе може да се пренасочува на потребните површини. Според јавниот повик на тендерот, фирмата што ќе биде избрана како најповолен понудувач ќе треба во период од околу 4 месеци да го изработи основниот технички проект, што ќе биде основа за понатамошна практична реализација. За оваа сезона ќе бидеме задоволни да бидат проектите изработени. Најпрво на проекти, па потоа ќе дојде тендерот распишување за изведба. Во техничката документација на тендерската постапка предвидено е водозафатите да бидат изградени на Злетовска река, под мостот каде што поминува железничката линија, потоа на Оризарска и Кочанска река на вливот во Брегалница, како и уште 6 зафати на самата река Брегалница, кај местностите Ормански, Зрновски и Прибачевски јаз, потоа во близина на мостовите кај Виница и Грдовци и кај местностите Слатина, Оризарска лака и Шакирски јаз. Средствата за реализација на договорот за јавна набавка, што е предмет на постапката, се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Заврши првата фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија, со која беше опфатен источниот регион. Со програмата беа поддржани проекти на општините и издруженијата со цел да се поврзе заштитата на природната средина и одржливиот развој, а во што беа вклучени повеќе засегнати страни. Во рамки на еколошката кампања за луѓето се работи во спортската сала кај основното училиште Свети Кирил и Методи. Учениците од основните училишта од Кочани реализираа еколошка активност со игри без граници и еколошки надпревари. Целта на кампањата е подигнување на свеста за зачувување на природата за младите. Овој сегмент, целата специфична кампања има повеќе сегменти. Овој сегмент е наменет за најмладите, за децата како што гледате овдека и тие ќе се надпреваруваат денеска за да uz игра и забава да научат повеќе работи за зачувувањето на природата. Многу погрешно се верува дека кога ја заштитуваме природата, всушност ми заштитуваме флората и фауната, растенијата и животните, меѓутоа на крајот се заштитуваме самите себе си. Преку заштитата на природата, преку зачувувањето на природата се заштитуваме себе си. Еколошката кампања за луѓето се работи е проект на Центарот за развој на Источниот плански регион во рамки на програмата за зачувување на природата во Република Македонија, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Подигнување на свеста кај луѓето за потребата од заштита на природата и заштитените подрачја во Источнопланскиот регион е целта на кампањата под наслов "За луѓето се работи", што преку игри и надпревари се реализираше и во Кочани. Истата е дел од програмата за зачувување на природата во Македонија. Центарот за развој на Источниот плански регион и Фармахем од Скопје во киното Фросина во Скопје организираа завршна презентација на резултатите од првата фаза
од програмата за зачувување на природата во Македонија, што како проект се реализираше со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. На настанот своје обраќање имаа Франк Видеркер, регионален советник за вода и животна средина при амбасадата на Швајцарија, Стево Темелковски, заменик министер во Министерството за животна средина, Радко Димитровски, председател на Советот за развој на Источниот плански регион, како и Зора Урех, меѓународен тим лидер на програмата за зачувување на природата, и Маријана Шушлевска, национален тим лидер на програмата. На презентацијата беше речено дека програмата за зачувување на природата во Македонија има за цел да и помогне на државата за заштита на големата биолошка разновидност и природните екосистеми преку промоција на нивното одржливо користење и управување. Фокусот беше насочен кон сливот на реката Брегалница и Источниот плански регион. Оваа програма и помага на Република Македонија во остварување на барањата на Натура 2000, еден од предусловите за членство во Европската Унија. Во изминатите 4 години, активностите во најголем дел беа насочени кон поддршка на изработката на стратешки и плански документи за земјата и за брегалничкиот регион, што треба да обезбедат основа за долгорочно планирање и создавање предуслови за одржливо управување со природните ресурси и за развој на регионот. Исто така, преку програмата беа поддржани и проекти на општините и здруженијата што се имплементираа во брегалничкиот слив, а со цел создавање поврзаност меѓу зачувувањето на природата и одржливиот развој, со учество на сите засегнати страни. На настанот во Скопје беа презентирани и видеоматеријалите одржливо производство на ориз, пчеларството, врска помеѓу зачувувањето на биодиверзитетот и социоекономските придобивки и документарниот филм Земјата на медот. Работилница против користењето петарди и други експлозивни материи организираше полициската станица од Кочани со учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Целта е да се елиминира употребата на пиротехнички средства за да се спречат телесни повреди и други несакани последици од нив. Одделот за превенција на полициската станица Кочани во соработка со младинската организација од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов организираше работилница на која главна тема беше користењето пиротехнички средства и можните негативни последици од нив. Таа е дел од пошироката кампања на ниво на држава со намера за подигање на свеста кај граѓаните, особено кај малолетната популација, која е главна целна група, за опасностите од употреба на петарди и други експлозивни материи и намалување на бројот на повреди од нивното користење. Пред средношколците од Лјупчо Сантов беа представени законските одредби и санкциите од користењето пиротехнички средства, како и можните последици. А од страна на училиштето, работилницата беше оценета како позитивна активност, што треба дополнително да ги едуцира младите. Во рамките на соработката со пошироката општествена заедница, на барање на полициската станица Кочани обезбедивме простор и место и каде што ќе се одржи обука за заштита и превенција при користење на пиротехнички материи, тоа така наречени петарди кои што се популарни во рамките на празниците. Се надевам дека оваа обука ќе користи на нашите ученици и ќе спречи било какви несакани последици или несреќи. Употребата на петарди и други пиротехнички средства, како и нивна препродажба, е спротивно на законските одредби и истото е казниво дело. Освен што пукањето на експлозивните материи се третира како нарушување на јавниот ред и мир, а за што е определена соодветна парична казна. Нелегалната продажба на пиротехника се смета за кривично дело во рамките на недозволеното изработување, држење и тргување со оружје и распрскувачки материи. За ова, според законот е предвидена и затворска казна. Интензивно се реализираат подготовките за новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Според најавите, и годинава ќе се одржи во последната седмица од декември. Годинава по 16-ти пат Основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе биде носител и организатор на традиционалниот новогодишен концерт во Кочани. Музичките проби се во поодмината фаза и се прават финалните усугласувања и подготовки со учесниците на концертот, односно со учениците и нивните наставници. Во тек е и шиењето на свечената гардероба за настапот, што оваа година ќе го носи символичниот назив Новогодишни звездички. Вообичаено, по завршувањето на подготовките со инструменталистите и хоровите, следуваат представите за учениците и за граѓаните, предвидени за почетокот на идната недела.
Концертите започнуваат од 26 понеделник и ќе траат до 29 четврток. Во овие 4 дена ќе имаме 5-дневни представи за училиштата, каде што тие се веќе известени за термините и веќе сме организирани со кадрот од училиштата, а информација до граѓаните повеќе е за вечерните концерти кои ќе се одржат на 27 вторник и 29 четврток со почеток од 19 часот. Како и до сега традиционално во Домот на културата, односно Центарот за култура Бели Мугри и влезницата чини 150 денари. Заинтересираните граѓани ќе можат да набават билети за вечерните представи веќе од петок од 10 до 16 часот на билетерницата во Центарот за култура Бели Мугри. Вообичаено, покрај сегашните, на концертот ќе учествуваат и поранешни ученици во Кочанското музичко училиште, како и други надворешни соработници. Со исклучок можда на 10 ученици во училиштето, некаде со надворешни соработници, односно тоа се ученици неколку кои учат во средните училишта во Штип и Скопје, наши сограѓани кои се дружат и по завршувањето со инструментите, вкупно околу 190 учесници ќе имаме новогодишниот концерт. Музичката програма на концертот е стандардно новогодишна, на која покрај вообичаените класични, посетителите ќе слушнат и неколку обработки на современи теми. Инаку, дневните представи за новогодишниот концерт за учениците ќе бидат во периодот од 11 и 13 часот, додека вечерните за граѓаните се со почеток од 19 часот. По повод новогодишните и божикните празници, компанијата Екопак Хит од Кочани им додели пакетчиња на учениците со посебни потреби од основното училиште Малина Попиванова. Активноста е во соработка со Екопроект од Кочани и невладината организација Еко Тим Исток. Компанијата за рециклирање на отпад и отпад од пакување Екопак Хит од Кочани и годинава повторно ги изненади децата од посебната паралелка од основното училиште Малина Попиванова. Им додели новогодишни пакетчиња. Во пресред на новогодишните и божикните празници, Екопак Хит од Кочани во соработка со Екопроект од Кочани и невладината организација Еко Тим Исток, традиционално, како и секоја година и ова, им доделуваме пакетчиња на учениците од посебната паралелка при основното училиште Малина Попиванова од Кочани. Преку овој мал гест сакаме да им посакаме среќни новогодишни и божикни празници на учениците со желба за многу здравје, среќа и успех во годината што следи. Компанијата Екопак Хит од Кочани со ова ги завршува предвидените активности за 2016 година. Пред краток период завршија работилниците во детската градинка Павлина Велјанова, како дел од проектот Биди модерен, селектирај паметно, што подоцна продолжи и во основните училишта. Следува информацијата од спортот. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани во соработка со колегите од клубот Трансверзалец од Скопје учествуваше во зимското искачување на Шар планина. Во рамки на турата тие го освоја нејзиниот највисок врв Голем Турчин или познат како Титов врв со височина од 2747 метри. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани успешно ја реализираа акцијата за зимско искачување на Шар планина, при што крајна цел им беше освојувањето на Титов врв. Во соработка со планинарското друштво Трансверзалец од Скопје, кое беше и организатор на турата, нашите планинари заедно со уште 200 своји колеги од другите клубови од Македонија и од странство, без поголеми проблеми стигнаа до котата од 2747 метри, која е највисока на Шар планина и втора по височина во нашата држава. На Титов врв или Голем Турчин, како што е познат врвот, тие имаа сончево време, но силниот ветер и тенката покривка од снег и мраз не им овозможија подолг престој. За одбележување е што нашиот планинарски клуб на искачувањето ги имаше најмладиот и најстариот учесник. 15-годишниот Павел Соколов од Кочани, кој наскоро ќе стане и член на клубот за планинарски спортови Москито, успешно стигна до врвот, а друштво му правеше и 61-годишниот Никола Сарафимов како најстар учесник на турата.
Маршрутата за искачување беше од планинарскиот дом Смрека преку врвовите Церипашина, Антени и Бакардан, се до Титов врв во вкупна должина од околу 12 км во еден правец. Пешачењето се одвиваше по гребен и траеше околу 6 часа. Акцијата се смета за една од најтешките кај нас, зашто учесниците задолжително треба да располагаат со соодветна планинарска опрема за искачување во зимски услови. Освен тоа, од секој учесник се бара соодветна психофизичка подготвеност и тој учествува на сопствена одговорност. За сериозноста на потфатот зборува и несреќата што се случила за време на турата, кога еден планинар од Скопје поради лизгање и паѓање од гребенот се здобил со тешки телесни повреди, па беше извлекуван со хеликоптер. Со ова искачување на Шар планина завршија и активностите од планинарскиот календар за оваа година, а членовите на Москито најавуваат учество на нови тури напролет. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.